Благодарам, почитуван председавач, почитувани колеги претеници, почитувана Ладанка Авирович. Имавте помирувачки говор, во кој ја објаснивте улогата на комисијата, направивте анализа на моменталната состојба, предупредивте, но и упативте апел кон сите политички чинители во Република Македонија за надминување на оваа политичка криза. Јас се надевам дека некој ќе го слушне она за што говоревте. Впрочем, би сакал да кажам за комисијата. У комисијата за прашање на изборите и именување се обезбедува соодветна застапеност на претениците од политичките партии застапени во Собранието на Република Македонија. Впрочем, Собранието на Република Македонија на својата конститутивна седница ја избира комисијата. Понатаму, таа комисија треба да го предложи кандидатот за председател на Собранието, лице кое по важност ја има втората функција во државата. Покрај тоа, комисијата има надлежност да предлага лица за функции и за други институции, агенции, дирекции, комисии и слично. Но за жал, изборот на комисијата се уште трае. Има долга дебата. Ова дебата произлезе од еден документ кој сите не загрижи, го загрижи и обичниот македонски граѓани. Направи сериозна политичка криза, која верувам ќе имаме сила и мудрост да ја надминеме. Оваа дебата која трае подолго време беше прифатена и од едната и од другата страна во почетокот, но сега сме сведоци на молк од едната страна. Зошто се случи тоа? Од една страна во почетокот имаше информации дека сакат да прават, понудија некој документ, прифатен документ. Меѓутоа, сега гледаме молк. Дали се уплашија дека со тоа што го понудија и им го кажаа граѓаните и се вратија назад. И сега тој молк не одговара на никого. Меѓутоа се отворија многу прашања со ова дебата. Моје мислење дека е корисна и дека само така со отворена дебата ќе ги надминеме сите проблеми. Но дебатата, се надевам, и мислам дека и вие ќе се сложите, ќе прекине кој ќе се отфрли тој документ. Документ кој не загрижува сите нас. Иако и од едната, и од другата, па и од нашата страна, ако има некои три страни во Собранието, се убедуваме и го бараме со животот и мислам дека некаде треба на средина на патот да дојдеме и да разговараме. Само на тој начин може да се реши ова криза. Се согласувам со вас дека ова се историски моменти во Република Македонија. Со историско национално важно прашање за кое треба да се даде одговор. Се приклучувам кон апелот кој го упативте кон господинот Зоран Заев и мислам дека ќе не слушне и вас и сите нас. И точно е дека оваа работа треба да престане со уцена да се дојде на власт. Тука е единствениот проблем што не загрижува и нас, и вас, и граѓаните Република Македонија. Уцената за да се дојде на власт. Благодарам.